Градежните инспектори и поранишните градоначалници на Кучани тврдат дека пожарот во Пулс не се случил поради нивни пропусти и негираат вина. Тројцата општински градежни инспектори од Кучани пред судскиот совет изразија жалење и сочувство до семејствата, но и останаа на ставот дека причината за пожарот е употреба на пиротехника, а не пропуст во градежната конструкција на дискотеката. Не добиле никаква пријава или наредба да извршат инспекција. Нивните бранители предложија и нови докази. Во судница ќе донесат и сведоци кои ќе појаснат кои се надлежностите на градежната инспекција, но ќе приложат и ново вештачење кое треба да ги даде сите одговори поврзани со локалот, неговото реновирање и пренамена. Ова вештачење покрај останатото ќе даде одговори на повеќе решителни факти кои вештачењето предложено од страна на застапникот на обвинението не ги дава. А особено дали има промени првично во габаритот на објектот од неговата изградба. Поранишниот градоначалник на Кучани Радко Димитровски исто така тврди дека е невин. Во неговото сведочење потенцираше дека уште кога дознал дека ќе се отвора дискотека во 2012 пратил допис до Министерството за економија, но никогаш не добил одговор. Неговата одбрана истакна дека општината не е надлежна за лиценците и за контрола на дискотеките. Обвинетиот не одобрил пренамена на објектот, а немал ниту ингеренции да контролира дали се применува пиротехника, па не може да биде виновен. Никогаш во животот не сум помислил дека ќе застанам на обвинителна клупа за нешто што единствено јас пред 13 години сум бил против, подвлече екс-градоначалникот. Сум изненаден и никогаш, ама баш никогаш не сум можел да замислам дека ќе застанам на обвинителна клупа за такво нешто за кое што ме обвинуваат сега, а единствено јас сум бил во Република Македонија тој што бил против тоа пред 13 години. И екс-градоначалникот Љупчо Папазов, кој си поднесе оставка од морални причини, негира вина и вели дека кобниот ден направил се што треба, ја мобилизирал општината во интерес на истрагата и си поднел оставка. Тврди дека е невин, а најави и докази кои што според него на многумина нема да им се допаднат, но се во интерес на судската постапка. Пред почетокот на судењето родителите на загинатите ги пречека обвинетите со голем транспарент и фотографии од жртвите. Две мајки им порача на обвинетите дека иако тие се изјасниле за невини, транспарентот сведочи за нивната вина. Зарем треба ние родителите да ги подсетиме зошто тие се наоѓаат во судницата? Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Претходното рочиште тие се изјаснија дека не се виновни, па затоа да видат што се направиле за да ги подсетиме што се направиле. Судењето продолжува наредната недела со воведни зборови на обвинетите и нивните адвокати.